Да, се враќаме во студиото, како што најавивме, тука го имаме господинот Павле Богоевски, поранешен пратеник. Господине Богоевски, добар ден, добре дојдовте во студио 10. Како со претходниот соговорник со професорот Кекеновски ја анализиравме состојбата во Украина, ќе се обидеме сега уште аспекти од овој судир да проанализираме, да видиме што се случува. Јасно е дека после првата фаза на војната, дека Русија не успеа да ги оствари своите зацртани цели, пред се на северот на Украина, не успеа да го освои главниот град Киев. Сега Москва се фокусира на Донбас и според последните информации тамо веќе Русија трупа оружје и техника за престоечката офанзива. Тоа го кажуваат и самите украинци, велат дека се подготвува битка. Што од оваа втора фаза на војната, што може да очекуваме? Кои би биле руските цели, а кои би биле украинските? Па, овака, значи, за да можеме да дадеме вистинска анализа, треба паралелно да говориме за трите фронта на кои што се води оваа војна. Првиот фронт е теренскиот фронт, односно тоа што вие говоревте, вториот е економскиот фронт, односно санкциите кои што светот ги наметнува кон Русија и кон Путин, и третиот фронт е информативниот фронт. Односно, тоа би било борба од која што и ние не сме поштедени. Акумулацијата на силите во Донбас. Значи, една работа која што треба да ја сватиме за русите, тие никогаш нема да признаат дека изгубили или дека не ја освоиле целта. Едноставно, ако работите не им одат под рака, тие ќе ја променат својата цел, се со цел да можат на домашната политичка сцена евентуално да пласираат триумф. Добрата работа во ова е што официјално се гледа дека не може да го освојат Киев, дека ако станува збор за Киев и за битката за остатокот од Украина, украинците победија. Меѓутоа, тоа што е лоша работа од се во ова е дека војните и борбите ќе се локализираат на територија на која што и претходно имаше борби 8 години, а борбите на таа територија не беа доволно актуелни за да го задржат вниманието на светот. Значи, тоа што е опасно е дека ќе продолжат да се водат многу грозоморни битки, дека ќе има уште многу мртви цивили и дека ќе продолжат да се извршуваат многу други злосторства, пред се војни злосторства, ама вчера имаше и информација за употреба на хемиско оружје, и дека тоа ќе продолжи да трае, а со тек на времето светот едноставно ќе отрпне на тоа што се случува таму. Да, но дали мислите, многу се зборува сега и францускиот претседател Макрон го спомна тоа, тој датум 9 мај, денот на победата над фашизмот, кој во Русија, во Москва традиционално се одбележува и со на војна парада на Црвениот плоштад, дека тоа е можеби некој замислен датум за претседателот Путин кој би бил погоден за Русија да означи крај на, како што тие ја нарекуваат, специјалната војна операција во Украина, пригодно да кажа дека ги оствариле своите цели, дека направиле некаква победа според нивните стандарди. Дали мислите дека тоа е реално да се очекува до 9 мај русите да ги завршат војните дејства, да го остварат тоа што сакаат во Донбас, како што велат сега, доколку е точно се разбира, и на некој начин тука да се стави крај на конфликтот? Мислам дека тоа е многу оптимистичка изјава, ама за жал не верувам дека ќе биде вистината, од проста причина што на кој начин би можел Владимир Путин да прогласи победа во Донбас. Да ја освои цела територија и украинците да се откажат од Донбас, тоа нема да се случи. Значи, не гледам сценарио каде што на 9 мај Путин би можел да прави парада во Москва, а паралелно да нема војна во Донбас. Таа војна се води веќе 8 години и ќе продолжи да се води. После тоа се поставува прашањето дали само Донбас ќе му биде доволен на Путин. Ако знаеме дека Мариупол е измеѓу Крим и Донбас, а се уште е под обсада, имаме 120.000 цивили кои што се заглавени месец дена внатре без храна, без вода, без лекови. Дали некој би помислил дека Путин ќе се повлече од Мариупол и ќе се задржи на Донбас? Или ќе сака да го земи Мариупол, што е многу веројатно и известно. Поради тоа, мислам дека тоа е многу оптимистичка изјава, ама за жал не гледам на кој начин би можела да биде остварена, дека до 9 мај на еден или на друг начин ќе престане војната агресија која што се случува во Украина. А дека Путин ќе прогласува триумф на 9 мај, тоа сигурно е така. Да, кусо е времето, навистина е тешко да се очекува дека може да се очекува таков развој на станите, но знаеме дека сите војни на крај се решаваат на зелената маса, освен ако некоја страна не е
толку доволно мокна за целосно да ја покори другата, што во овој случај очигледно дека не е така и нема да се случи. Очигледно е дека ќе добиеме некаков фронт кој потоа ќе трае доколку трае. Како тогаш би се дошло до крај на војната? Како би се задоволиле двете страни за да прифатат некаков компромис? Не би можел да кажам. Значи, ако нешто ни покажа војната во Украина, дека било кои прогнози и предвидувања кои што беа на сила пред почетокот на вооружените на конфликтот, сега веќе не се на сила. Поради тоа не би можел да кажам што треба да се случи за да престане насилството, но еден од можните правци е економските санкции да бидат доволно остри и доволно истрајни, за да на Путин едноставно апсолутно му биде неисплатливо да продолжи да води војна во Украина, бидејќи тоа му е многу скапо го чини, економијата на Русија е веќе во урнатини, но тоа не е доволно. Под овие санкции Путин може да издржи уште години. Количеството на девизни резерви кои што го имаше складирано пред војната, начинот на кој што го имаше поставено финансискиот систем да биде максимално што е можно отпорен кон санкциите од запад. Добро, иако тие се во голем дел замрзнати девизните резерви на запад тие што се. Не, значи повеќе од 50% од руските банки функционираат надвор од овие санкции. Бидејќи нивното санкционирање ќе го чини западот. И сега ова е уствари борба со времето. Колку долго може да издржат украинците, за да може Западот да се адаптира, да може да примени што е можно построги казни. Паралелно со тоа ќе одат истрагите за воените злосторства, евентуално меѓународен кривично правен прогон и мораме да следиме на кој начин ќе се одвиваат работите. Меѓутоа, насилството дека ќе заврши скоро без Украина да оддаде дел од територијата, што врз основа на изјавите на претседателот Зеленски нема да се случи, или пак без армијата на Русија се повлече, што исто така не е веројатно дека ќе се случи, јас мислам дека нема да можеме да видиме. Колку му тежат на Путин еве сите овие информации, обвинувања за војни злосторства кон руската армија во Буча, но и на сите оние други населени места на северот околу Киев кои се целосно разурнати. Там украинската обвинителка вчера кажа дека се пронајдени досега 1200 тела од луѓе околу сите тие населени места. За ова што се случува во Мариупол и вие кажавте, вчера дојде обвинување дека таму е искористено веќе и хемиско оружје. Дали ова кој што обвинување мораме да потенцираме дека во овој момент не се потврдени. Да. Значи се истражуваат, претпоставам дека во текот на денот ќе има попрецизни информации. Да. Дали сите овие информации на некој начин му натежнуваат на рускиот претседател Путин, мислите или не? Не, најискрено да бидем искрени, значи сега убаво Западот е обединет, наративата која што Западот сега ја пласира е многу силна, пообединета од кога било претходно. Меѓутоа, тоа што Путин го правеше последните 20 години е изолирање на Русија од остатокот од светот баш поради оваа причина. Да може да прави што сака, без оглед на реакцијата на остатокот од светот кон неговите постапки. Единствена работа што на Путин му е важна е внатрешната политичка сцена, врз која што има челична контрола. Значи, поддршката на инвазијата во Украина е порасната од предпочетокот на судирите, кај самите руси. Да. У овој период мислам дека околу 70% од руското население ја поддржуваат. Мислам дека последните анкети до 80 дојде нешто. Да. И видите, сега ќе направиме проекција една мала. Еве да кажеме ќе се одвиваат војните борбите уште од определено X време. Тие ќе завршат. После тоа треба да дое времето на прогон. Многу големо прашање. Колку Западот ќе сака тргнувањето на санкциите да го услови со подложувањето на прогон на руските власти. И имајте предвид дека Путин не е единствен кој што треба да подложи на прогон. Тоа се генералите кои што раководат, тоа се командантите кои што имаат оперативна контрола, тоа се самите војници кои што ги извршиле тие дејства. Значи, кривично правен прогон во вистинска меѓународна смисла треба да биде на многу опсежна акција која што допрва ќе следи. Меѓутоа тоа ќе следи по завршувањето на борбите. Во овој момент приоритет е завршување на борбите, завршување на убиствата на цивили, завршување на инвазијата која што се случува во Украина и се разбира прибирање материјали за кога ќе дојде времето за прогон да бидат спремни луѓето едноставно. И сега мислам дека самото перување на прст од меѓународната заедница кон Путин нема да му значи ништо, бидејќи дома тој си ја контролира наративата. Меѓутоа, ако Западот успее да го услови прогонот со освободувањето од санкциите, тогаш веќе можеме да зборуваме за определена правда во меѓународна смисла на збор.
Да, од страна на Европската Унија очигледно дека кога зборуваме за тој притисок меѓународен врз Русија, дека Соединетите Американски држави се доста покомотни во целата ситуација и во однос на географската оддалеченост од Русија, но и во однос на зависност од увозот на руски енергенси, која во САД е прилично мала, рече се никаква, додека Европската Унија е сега веќе непостоечко, што пред 3 недели сад имаат ембарго за увоз. Да, они ја замрзна. Додека во Европската Унија не е така, особено во Германија, која има огромна зависност од руски енергенти. И сега Европската Унија тука, да речеме, меѓу чеканото и наковалната. Од друга страна, руската агресија и руската закана не само за Украина, туку и за остатокот на Европа, но од друга страна и нивната потреба за енергенси. Како Унијата ќе успеа да го бајпасира овој проблем? Сотек на време. Значи, за жал, на поле на санкциите за набавување на енергенси од Русија, немаме единствено мислење во Европа, баш поради причините кои што ги кажа сега. Например, Полска, Чешка, Литванија бараат многу остро прекинување на било каква трговија со енергенси со Русија, но од друга страна Германија не може едноставно да го направи тоа. Поради тоа мислам дека клучот е времето и многу јасно изградена стратегија за концепирање на енергетска независност на европскиот континент. Тоа е возможно. Дел треба да биде вратено на атомска енергија, дел треба да биде енергија од обновливи извори и дел да биде обезбедено преку набавување на енергенси од други места, дали преку САД кој што се обврза дека ќе зголемат количина или од друго место, тоа не е баш така важно. Но тоа што е важно е да се има јасна долгорочна стратегија и да се има свест помеѓу политичките играчи дека тоа е патот кој што треба да се оди. Бидејќи да речеме, ако војните завршат за 3 месеци, и Германија, условно кажано, се откаже од стратегијата за намалување на енергетската зависност од Русија, што би го спречил Путин за 1 година да го повтори истото или да отиде на друго место? Да. Гледаме дека во однос на реакциите околу Украина, на Балканот, еве кај нас во Македонија, дека јавноста е прилично поделена и дека можеби за некои зачудувачки, за некои не, има многу силна поддршка за ова што го прави Владимир Путин. Иако Русија врши агресија отворена на соседна држава, иако се разорнуваат градови, иако не знам веќе десетина милиони украинци се бегалци, избегаа, сепак постои поддршка на некој начин. Значи тоа се решава со оној наратив, па добро, они сакаат да влезат во НАТО, убаво им прави Русија. Значи, и тоа го кажува земја членка на НАТО. Граѓани на земја членка на НАТО го кажуваат. Не е особено после сега и овие злосторства што ги гледаме и се. Тој наратив не престана. За жал тоа воопшто не е изненадувачки, но мораме да правиме разлика помеѓу граѓани кои што учествуваат во таа наратива и веруваат во таа наратива и политички фактори кои што свесно ја подгреваат и промовираат таа проруска наратива. Значи, на граѓаните па не знам баш дали може да им замериме. Од проста причина што факт е дека ние као држава Македонија веќе многу долго време беше извисувана од Западот, ни наметнува низ обрачи кои што требаше да ги прескокнеме за да бидеме дел од нивното семејство, а бенефитите кои што ги добивавме за возврат не беа тие кои што беа ветени. Од друга страна имаме цела пропагандна машинерија која што не само што е организирана, туку и тоа како е активна на нашиот терен. И на нив више треба да им замериме. И третата работа се политичките фактори кои што свесно промовираат проруска наратива. И мислам дека тоа не само што не е одговорно, туку е и отворено спротивно државните интереси. Значи, членството во НАТО и членството во Европската Унија се единствените два стратешки интереси на Македонија, кои што никогаш не биле оспорувани до сега. И вие сега имате за своји лични политички интереси, имате политички структури поединци кои што мислам дека крајно време да почнеме да поставуваме прашање дали координирано или по инструкција на Русија го прават тоа што го прават. И кои што отворено постапуваат против стратешките интереси на државата. И при тоа не вадејќи ја наративата дека другите се предавници, дека другите се продале на странците и така натаму, кога другите всушност све што правеле ги остварувале тие стратешки интереси кои што се впишани уште до самостојувањето на Македонија. Не се од вчера членството, аспирациите за членство во НАТО и во ЕУ, не се од вчера, тие се од самостојувањето на нашата држава.
И сега и ние имаме 30 години подоцна група луѓе, структура луѓе која што е поддржана, инструирана, насочена од кој знае кој центар на моќ, која што отворено работи против реализација на тие стратешки интереси без да биде гајле на последиците што ги има во населението. Поделбата на населението која што зборевте, таа е една од последиците на таквото неодговорно политичко постапување. И мислам дека крајно време како држава, како општество, но и како безбедносно разузнавачки систем кој што го имаме, сериозно да се поставиме кон тие структури да обработиме работата со криминалистички жаргон, кажам. Гледаме дека МВР, например, се огласи пред некој ден со едно соопштение на социјалните мрежи во кое зборуваше пред се за негирање на злосторствата во Украина, дека ги потсети граѓаните дека тоа е кривично дело по кој член од кривичниот закон, но ова што го зборувате вие сосема друго. Сосема различно. Кога зборуваме за руска... И би сакал само зборот за тој член. Значи, за жал вистина е дека за да може да се примени тој член, тие работи кои се случуваат треба официјално да бидат класифицирани како војни злосторства. Така да луѓето кои што го негираат масакрот во Буча се уште не се подложи на тој член. Меѓутоа кај нас на Балканот во последниот период се случува уште едно нешто што е многу грозоморно. Имено имаме негирање на работи кои што веќе се дефинирани као геноцид, као војни злосторства и као злодела против човештвото. Например, во Босна поготово сега и кај нас имаме наратива на негирање на геноцидот во Сребреница. Имаме наратива на негирање на постапките на Милошевиќ на Косово. Тие работи се подложени под овој член. Ова што се случува во Украина ќе биде подложено дури откако некоја меѓународна судска инстанца ќе го класифицира тоа што се случува како воени злодела официјално. Да. Тоа е, кажавме, тоа е друг аспект на проблемот. Тоа е сосема различно од овие безбедносно разузнавачките проблеми што ги имаме. Но кога зборуваме за таа токсична руска пропаганда која не трае со години, туку со децении, значи на Балканот, за тоа се зборуваше многу одамна, особено после падот на власта на Груевски, се зборуваше дека земјава на некој начин ќе почне поинаку да ги гледа тие процеси. Сега ние не знаеме што прават безбедносните служби реално, може би и работат, не знаеме, но до ова што го гледаме, што е видливо, не видовме до сега некакви конкретни или бомбастични резултати. Иако, еве, ке зборуваме и за Бугарија, подоцна, бугарскиот премиер Петков и отворено вели дека руски структури учествувале во Бугарија во спречување на постигнување на компромис со Македонија или за подигнување на блокада кон Македонија. И нашите власти признаваат дека и во Македонија има такви структури, но ние не гледаме реална акција против такви ентитети. Не гледаме. За жал тоа што го гледаме се сведува на претерување на дипломати руски од време на време, по еден двајца што ќе бидат аплофатени како спроведуваат таков тип на активности. И работата да биде уште полоша, деталите од тие акции никогаш не се споделуваат со јавноста. Едноставно се кажува дека тие дипломати не се однесувале врз основа на дипломатската конвенција. На Виенската конвенција. Виенската конвенција за дипломатски односи. И населението, јавноста како таква, воопшто нема увид во што на кој начин се развиваат работите таму. И тоа е проблем. Бидејќи така, јавноста останува несвесна за методите и техниките кои што се користат. Значи, политиката на Русија во пристапот на оваков тип на разузнавачки тактики и однесување има три цели. Првата и основна цел е да спречат секако ширење на НАТО и на Европската унија, бидејќи тоа го гледат како своја закана. Втората цел е да покаже дека демократијата во западна смисла на зборот не функционира. И третата цел има да покаже дека штом веќе демократијата во западна смисла на зборот не функционира, општествата други, односно Македонија, Бугарија, Србија, треба да одберат лидер кој што можеби нема да биде скроз демократичен, нема можеби да ги почитува сосема човековите слободи и права, ама ќе понуди некаков се тип на стабилност и постојаност. На цврста рака. На цврста рака. И тоа е тоа што им функционира. Меѓутоа, кога ќе ги кажеме овие три работи се едноставни. Меѓутоа, практика што значат овие три работи, тоа е грозоморно.
У практика овие работи значат бойкотирање на референдум и спречување на населението да може да се изјасни за името. У практика овие работи значат бойкотирање на попис со цел да се зголеми поделеноста и раздорот кој што постои во јавноста и да дополнително се намали довербата на институциите. Во практика овие работи значат поддржување на радикални структури кои што преку легитимните политички канали ќе ве одвратат од вашите стратешки насоки утврдени пред 30 години. И тоа се прави паралелно во повеќе држави во целиот регион. И вие имате агентура у Македонија, вие имате агентура во Бугарија, све што треба да направите е пуштате по една порака да се карат што е можно погласно, бидејќи народот ќе реагира на тоа. И што прават на сето ова безбедносните служби? Ако сме земја членка на НАТО, дали секогаш треба да чекаме некој да не фати за рака и да не води како мали деца, значи направите го ова, направите го она, дали некогаш треба посериозно да си ги сватиме своите задачи? Па вака, прво се разбира дека треба посериозно да си ги сватиме работите и не треба да го чекаме НАТО или Западот за да ни покаже како да ги вршиме обврските. Но мораме да имаме предвид дека овие работи не се случуваат само на Балканот, не се случуваат само кај нас. Например, во 2016 година Путин успеа да влијае врз американските претседателски избори до степен што Доналд Трамп беше претседател 4 години потоа. И се уште трампизмот во Америка е еден многу голем проблем со кој што демократијата таму многу тешко ќе се справи. Но они ги негираат тие обвинувања дека се тоа е разбира дека ги негираат, меѓутоа извештаите на американската безбедносна разузнавачка заедница се неоспорливи. Значи, они имаат буквално канали како, например, Русија финансира, организира, поддржува и оддржува на Facebook групи на Black Lives Matter и истовремено на бели супремацисти. Да, на Q-клас клан и таков тип на групи. У исто време ги поддржуваат и двете екстреми на дискусијата. Со цел дискусијата да биде што е можно порадикална, со цел да влијае на што е можна поголема поларизација и одвојување на населението, со цел да го убие компромисот како средство на демократијата. Денеска во многу малку држави во светот, за жал, и ова е резултат на меѓу другото на стратегијата на Русија во разузнавачките постапки. Денеска во многу мал дел држави во светот, политичарите на едната страна и политичарите на другата страна може да седнат и да се договорат. Компромисот како основно демократско орудие веќе не постои, бидејќи у истиот момент кога вие ќе седнете со вашиот политички противник на маса, радикалите ќе го означат како предавник и вие ќе почнете да крвавите гласови. Тоа се случува кај нас. Никогаш, дури ни у 2016 година, ВМРО, ДПМН и СДСМ не биле толку поларизирани, не биле толку одвоени и не биле толку неспособни да се договорат за било што. И тоа е резултат на таа токсична атмосфера која што постои во јавниот дискурс. Било каква отстапка кон компромис се смета за предавство на каузата и тоа после е шиканирано, оцрнето и означено како постапка што не сме да се повтори. Така добиваат само радикалите. Но вие сметате дека тоа не е случајно? Не, воопшто не е случајно. Тоа е гаено со декади назад, како што кажавте сами. Русија инвестира во десните политички структури, бидејќи тие се идеолошки поблиски, и тоа го прави со декади наназад. Путин одржуваше блиски односи со многу председатели на политички партии од десниот спектар на Европската унија. Со дел од нив се уште има Орбан, Вучич, меѓутоа и во другите држави. Лепен 2 пати годишно одеше у Русија да се слика со него. И тоа на неа и беше голем буст во гласачкото тело. Во САД десните структури, исто така, што е многу изненадувачки, бидејќи тие се тие патриотите, се многу поблиски со наративата на Путин. Го имате виде Карлсон, кој што е главен на Fox News, кој што отворено зборуваше и прашуваше дали треба да се осуди тоа што Путин го прави во Украина. Вие имате тие мали станици кои што функционираат локално, кои што не престана да промовираат руска пропаганда во јужните делови од САД, кај што знаат дека населението би можело да реагира на таквиот тип на работи. Сега, убаво е, само од една страна ги кажуваме овие проблеми, кажуваме дека не сме сами во овие проблеми, меѓутоа тоа не ги решава работите. Западот во последните 5 години многу напредна во начинот на справување со тие работи. Тоа е таа војна на информативниот фронт. Една од работите кои што се нови на сега во случајот со Украина, што не беше случајот претходно, е брзото декласифицирање на разузнавачки информации како начин на справување со лажни вести и пропаганда. Например,
Путин знаеше дека интерните механизми на дискутирање и одлучување во НАТО пред се спори и се подложи на оспорување од низа држави. И, например, кога Путин излезе и ќе рече дека во Буча е фингирано, иако знае дека Западот има докази дека не е така, истовремено знае дека ќе им треба месеци и месеци да дискутираат пред тие докази да бидат презентирани во јавност. Во тој период тој може да прави што сака. Ама поради променетата политика на брзо декласифицирање на разузнавачки информации, ние веќе можевме наредниот ден да видиме снимки од сателит кои што се направени недели претходно, на кои што може да се видат труповите на улица. Таа снимка од сателитот по дефиниција е разузнавачка информација. Таа снимка претходно немаше да може да биде толку брзо направена јавно достапна. Сега може. И имаме низа такви случаи уште од деновите пред инвазијата, кои што на тој начин се борат со пропагандата и со лажните вести кои што се пласираат од таму. И ги укажуваат на тие false flag операции кои што се на постапките кои што може да бидат преземени и така натаму. Меѓутоа тоа не е доволно, треба многу поголема организација и треба многу посистемски пристап при информирање на јавноста за што точно значи пропагандата и наративата која што ни се сервира. Бидејќи, видите, многу е човечки, дури правилно да кажете вие, јас сакам да се информирам од двете страни, па сам да го изведам мојот заклучок. По правилата нештата би требало така да биде. Меѓутоа, кога вие од една страна имате вистината информација, од друга страна имате целосна невистина и лага, средината нема да биде вистина. И дури и таа средина која што е делумно лажна, им е прифатлива на тие што ја шират лагата. Тие која ја шират дезинформацијата и кампањата, нивната цел не е да им верувате на нивната конкретна лага, туку да верувате помалку на други. Ова е нешто ново со кое што мислам дека западните демократи се уште немаат адекватна стратегија изградена на кој начин да се справат. И мислам дека наредниот период ќе биде клучен. Да. Добро, кога зборуваме за сето ова што се случува во Украина и влијанието врз Балканот, интересна е вчерашната вест кога дојде. Тоа е ставањето на црната листа на поранешниот премиер Груевски и на неговиот братучет Сашо Мијалков, паралелно со воведувањето на санкции во Босна за Додик и Цвјановиќ. Зошто дојде токму сега овој потег на Соединетите Американски држави, еве кај нас конкретно, што мислите зошто токму сега? Значи веќе 5-6 години од паѓањето на Груевски, поврзано ли е на некој начин, мислите, со оваа светска демократска криза, токму ова сега што се случи тука? Да, мислам дека е врзано многу со светската демократска криза. Прво имате предвид дека до прескоро Трамп беше председател, така да не верувам дека Трамп ќе ги ставеше на забраната овие луѓе. Тоа е една работа. Втора работа, да, Груевски е паднат пред години, меѓутоа мислам дека крајно време да се прашаме сите ние што прави тој точно во Унгарија. Што прави Мијалков тука? Дали можеби се уште действува на поле на оваа информацијска војна или на други полиња, бидејќи луѓе со таков тип на разузнавачки контакти и на тој начин поврзани со авторитарниот дел од светот, едноставно нема да престанат да постојат кога ќе се симнат од функција или кога ќе избегаат во Унгарија. И трето, и мислам многу значајно, многу лесно ние некако врзавме причината за санкциите кон Груевски и Мијалков само кон делот корупција од објаснувањето на американците, ако се сеќавате. Американците имаа објаснување дека поради три причини ги воведуваат овие санкции сега. Корупција, оддалечување на регионот од евроатлантските интеграции и безбедносни импликации. Значи, оваа наратива и оваа поделеност која што имаме во нашето општество и тоа како има безбедносни импликации, ние не смееме да го негираме тоа. Не е политичко прашање. Дали ние ќе работиме против НАТО откако станавме членка или нема да работи безбедносно прашање. И тоа не смее да се негира. И не можеме да дозволиме да се шири наративата дека сега САД ги става на листа овие луѓе поради некој се лобирање кое што СДСМ или било кој друг го правил во 2016-2017. Не е така. Ризикот од овие луѓе се уште постои. И одговорноста треба да ја сносат. Добро, тоа макар и тоа било забрана за патување. Тоа мислам дека само најголеми лаици би можеле да кажат дека некој би можел да излобира за некого Соединетите Американски држави да стават на црна листа. Видите, за луѓе кои што ги познаваат сложен процес. За луѓе кои што ги познаваат работите, да, така е. Меѓутоа отворете Facebook, отворете Twitter. Проаѓаат наративите.
проаѓаат наративите бидејќи контраинформацијата не може да пласира во овој денешен оваа денешна токсична атмосфера на јавен дискурс и на јавна комуникација. И тоа е резултат на постапувањето на овие структури. Значи, ние денеска политички дискурс немаме во јавноста, као што имавме, да речеме, во 2016. Бидејќи начинот на комуникација кој што се прави сега пред се на социјалните мрежи не е аргументиран. Начинот е со линчување, со шиканирање, со навредување, со поларизирање, со стигматизирање и со уништување на аргументите како оружје во демократскиот дискурс. Да. Кај нас, кога зборуваме за она што се случува, еве, освен на влијанието на Украина, тука е уште еден, да речеме, геополитички процес, тоа се преговорите со Бугарија, кои всушност значат и проширување на Европската Унија, со други зборови. Тој процес е блокиран ефективно од Бугарија, не само за Македонија, туку и за Северна Албанија. Овие санкции повторно сега доаѓаат во таков еден интересен момент, кога со Бугарија кулминираат тие разговори или преговори, гледаме дека таму доаѓаат разни сигнали, но од друга страна, како во Бугарија добиваме некаков позитивизам, да речеме, од премиерот Петков, така брзо ќе дојде и ладен туш од другата страна, председателот Радев. Ми се чини дека таму има се уште сериозни кочници кои влијаат на тоа да не се постигне договор со Македонија и се разбира при тоа да се запре проширувањето на Европска унија. Да, има и за жал не можам да кажем дека го делам оптимизма дека во скоро време ќе биде решено, иако едва чекам да бидам изненаден и да ми докаже дека не сум бил во право. Моменталната политичка одлука, можеби формирањето на тој став бил прашање на руско влијание, но моменталната политичка одлука више е и резултат на притисокот од јавноста. И токму тука е опасен делот со позитивните пореки и ладните тушеви. Наративот е веќе префрлен во јавноста. Префрлен во јавноста и граден е дека на нас. Да. Дека Бугарија и Македонија, дека бугарите и македонците се ист народ од две држави, ама ние сме Бугарија, не се они македонци и така натаму, ги знаете работи. Тие работи се градени со декади наназад за внатрешно политички цели, за геостратешки цели на Русија за спречи интеграција на целиот регион и така натаму. Меѓутоа во овој момент тоа е више проблем на јавно мислење. И опасноста од тие позитивни пораки и ладни тушеви ја гледам токму таму. Што со менувањето на пораките од типот на мораме да се договориме, па нема да дадам зелено светло без цела влада и така натаму, вие спречувате во јавноста да се создаде доволната критичка маса што е потребна за промена на ставот. Поради тоа мислам дека постојаната поддршка, макар и потивка од страна на бугарскиот премиер, е многу позначајна од повремените пиаровски пораки на братство и единство. Мислам дека тоа што мислам дека приоритет е во бугарската јавност да се води таа дискусија. Да, меѓународните разговори, билатералните разговори се многу значени, тие се тие кои ќе бидат одлучувачки на крај, но врз основа тоа како изгледаат работите, официјалната позиција на Бугарија е многу тешко ќе се промени доколку критична маса не се создае во самата бугарска јавност. Има луѓе интелектуалци, има луѓе професори, има луѓе прогресивци кои што не се согласуваат со бугарското вето и тој процент расте. Меѓутоа се уште е далеко доволен за да бугарската влада има целосен легитимитет кога би го дигнала ветото. Да, тие пишуваа и отворени писма и кажуваа, но нема некоја голема промена. Во однос на премиерот Петков, последната негова изјава не е многу да речеме ветувачка, кога тој рече дека за евентуалниот компромис со Македонија и за подигање на блокадата, тој секако ќе се договори со сите политички партии во Бугарија, вклучително и на оние од опозицијата. А знаеме каков е ставот на партиите од опозицијата. Веднаш потоа излезе и председателот Радев, го потсети Петков на резолуцијата на бугарското собрание, на она резолуција која ги има сите декларација, најдискриминаторски ставови во неа и после тоа се поставува прашање. Би сакал да коригирам, значи тие ставови не се само дискриминаторски. Тие ставови се колонијалистички, тие ставови се империјалистички, тие ставови се асимилаторски. Што се категории со кои што ќе мораме повторно да се запознаеме, имајќи предвид што се случува во Русија и во Украина. И можно ли е сега, после овие последни ставови, да се надеваме на решение до јуни? Ме радува оптимизмот кој што постои.
Меѓутоа, мене искуството ми е покажено поинаку. Поради тоа, мислам дека не смееме да паднеме во стапицата да се надеваме на конкретни датуми. Да. Добро. Пред самиот крај на емисијата ни останува уште едно прашање, тоа е прашањето на пописот и таму се тенгираат проблемите на бугарите. Председател Радев рече дека не може Македонија, доколку мисли тие 3500 луѓе кои се изјасниле како бугари во Македонија, да ги третира како малцинство, дека и тоа ќе биде проблем за интеграцијата. Значи, председател Радев цело време од рака вади нови услови, само ги создава. Еден непрегледен низ на желби има излага во однос на Македонија, таа му е последната. Значи, бугарите го оспоруваат и они го оспоруваат, мислам, официјална политичарија да речеме од Бугарија, го оспоруваат и пописот. И Захариева, поранешната министерка, рече дека тој попис е фалсификуван, дека не се одразени реалните податоци за бројот на бугари во земја. Прво, мислам дека не може Захариева да биде какво било мерило за моменталните официјални ставови на Софија. Но да, факт е дека Бугарија ги оспорува резултатите од самата операција, но за тоа може да им се заблагодариме само на бойкотирачите на никој друг. И повторо, на кој му одговараат ваков тип на постапки и како изгледа дека се координирани оваквиот тип на постапки. Со едно бойкотирање, вие имате резултат намалување на фактичката стапка на македонци кои што се таму и уште полошо го отварате теренот за шпекулации на било која структура која што си има своји лични амбиции. Од една страна имате МПС излегува, вели дека не е вистина у однос на религиската припадност. Ромите излегуваат, викаат дека не се доволни. Турците излегуваат, велат дека не се доволни. Бугарите од друга држава доаѓаат и вика не е точно оно што си го пресметал тука. Зошто? За да може некој да се обре лајкали на Facebook и на Twitter и да собере некој глас повише за избори. Без да води сметка на последиците од таа своја постапка. Добро, пописот имаше очигледно и методолошки пропусти и ова што го спомнавте во однос на религиската припадност. Сега таму има спорења дали методолошки така требало да се постапи во однос на христијани и православни. Дека било отворено, немало список. Имаше и претходни, тоа беше кажано како проблем со методолошки со попишувањето на диаспората, дали треба, дали не треба. Очигледно е дека има и методолошки пропусти, но вие сепак велите дека главниот пропуст е бојкотот. Бојкотот, бидејќи спречи дел од населението да не искочи, многу полошо фрли сенка врз легитимноста на целата операција. Ако ние немавме структури кои што однапред тврдеа дека пописот ќе биде нелегитимен, неисправен, методолошки, нефункционален и така натаму, ние денеска немаше да водиме дискусија за неговата легитимност, немаше да водиме политичка дискусија, ќе водевме методолошка дискусија. Ќе водевме на кој начин можат овие работи кои што можеби се пропусти, имате предвид дека Евростат и дека било кој меѓународните експерти рекоа дека методолошки операцијата е исправна. Ние да немавме таа сенка фрлена врз легитимноста на процесот, свесно и намерно од домашни политички структури уште пред самата операција, ние денеска ќе можеме да водиме методолошка дискусија, не политичка дискусија со легитимноста на резултатите. И едно е вие која со ладни глави ќе седнете и ќе разговарате добро, овој пат можеби работата што сме ги ставиле отворени списокот на вери во графата религиска припадност не е методолошки исправна. Ајде наредниот пат ќе ја коригираме тоа. Ама ние денеска не ја водиме таа дискусија. Ние денеска водиме дискусија со луѓе кои што викаат сакате да го уништите христијанството и да им даете на муслиманите да се поише. Ме сакате која е разликата? Едното е политичка дискусија која што го подрива легитимитетот на се што правите, а другото е дискусија врз основа на аргументи, односно типот на дискусија врз кој што треба да се води ако сакаме да ги подобриме работите. Да. Добро, господине Богоевски, ви благодарам за ова гостување. Ви благодарам на поканата. Студио 10 го завршуваме со поранешниот пратеник Павле Богоевски. Ви благодариме на вниманието и на довербата. Останете со програмата на телевизија 24 во 12. Ќе ги видите најновите вести и најновите информации околу штрајкот на СОНК.